I na kraju na emisijava bo fokusu Silvana Pavlovska, koja se emitova od Melbourne, Австралija, би сакале да ве оставиме со една поема од нашата Дана Тембелеска, која што учествува во конкурсот Љубов. Незината поема се вика Што е љубовта? Љубовта е кормилото што низ животот треба да не води. Кога Творецот светот го осмислил и создавал, безрезервна љубов со милост дарувал. Затоа количеството љубов мерило нема, во душата царува, радост пречекува, ја подзема. На Бога се молиме за неговата љубов за нас, да ја сееме меѓу луѓето со милозвучен глас, со Божја милост во универзумот љубовта да обстои, да се надминат војни, неправди и глад што постои. Љубовта е чувство величествено, жарче што од пепел феникс раѓа, девствено, милина што душата со убост ја поплавува, секој дамар го напојува, го разбудува. Љубовта е извор и вруток што блика, на лицето отсликува најубава слика, само да е искрено сетило излезено од чиста душа, како љубовна мајка што од породот глас слуша. Без љубов сечија душа е пуста и празна, среќата без љубов е несреќна и лажна. За да не ни помине векот штуро и клето, да копаме низ животот со љубовното длето. Дана Тембелеска за конкурсот Љубов и насловот на поемата е Што е љубовта и посакуваме успех на овој конкурс. Исто така, во истиот конкурс имаме одвоено и поема од нашата Виолета Ачковска. Насловот на ова поема е Љубовен занес. Мирис на магија летна, во занес ме обзема молкум. Силен копнеж ме носи и целото тело ми е трепет. Слушам љубовни струни, омаена од желба силна, за твојот здив да лази по моиве голи гради. Те чекам со возбуда силна, таков како што те помнам, од сонот во ова јаве да сетам познат допир. Тогаш небото ќе се сруши со сите звезди и комети, денот и ноќта ќе се стопат со вулканот што во мене гори. Ќе бидам танчерка боса, што игра во жежок занес, а страста несопрена ке блеска со молњи во диви зори. И на Виолета Ачковска и посакуваме успех во овој конкурс. Драги наши гледачи и слушатели на програмата Во фокус со Силвана Павловска, јас ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат и ви посакувам се најдобро. До гледање.